јас почнав некако, не знам, сега да не се преувеличувам, да чувствувам дека имам потреба нешто да искреирам, во мене не може да се одвои на аудиотивното од визуелното. Значи, цело време тие две работи одеа заедно. Како, например, во филмот, современиот, не може да се замисли еден филм без шум, без музика, без звук. Значи, сликата и звукот заедно, слепени како во театарот, како во сите тие, значи, медиуми кои се створени во овој век, ме интересираат тие екзалтации на повеќе чула во исто време на еден восприемач на таа уметност, како што, например, тоа не е сегашно, например, не е од овој век. Такво нешто можеме да го сретнеме во многу стари уметности, во многу стари, да кажеме, како што е православниот храм, како што е муслиманскиот храм. Самиот момент кога ќе влезеш во просторијата, ти не си препуштен само на визуелното. Поред тебе се тука шумовите, значи звуците, пеењето, свирењето во тие храмови, мирисот, чувството на допир, значи топлото, ладното, промената од надворешната средина кога ќе влезеш во тој храм и обратно. Значи, тоа нешто не е нешто, да кажеме сега, современо или откачено што сега се случува, него што заедно го прати човекот низ целото негово живење и созревање. Големо богатство е, јас мислам дека на овие простори има така доста религии, доста националности, покрај тоа што значи актуелностите околу нас што се случуваат ни кажуваат дека може тоа не чини, но сепак мислам дека ако се вратиме малце наназад во историјата, дека ќе видиме дека многу луѓе од различни религии, од различни националности многу убаво живееле. И немале проблеми со, не знам, некоја си меѓунационална и меѓурелигиска омраза, до на ниво каде што некој од надвор не почне да им ја загорчува таа, значи нивните меѓусебни односи. Така да можам да кажам дека и ова сега што се случува, јас верувам дека не е нешто што е предизвикано, значи одзнатре, туку нешто како влијание од надвор, значи тие што се расколи, така да денеска на тоа мултинационално, мултирелигиско, ново мултирелигиско подрачје се гледа како на нешто негативно, но сепак мислам дека е многу позитивно, бидејќи од сите тие религии, сите тие нации со себе носат своји култури, своји традиции, кои го обогатуваат овој простор и му даваат суштина која ретко на кој дел од светот може да се најде. Значи целиот, ја не гледам само например на конкретно на Скопје и на Македонија, туку на целиот Балкан и на целиот Медитеран има таков конгломерат на религии и на националности што ја дава целата таа густина и убавина што може многу лесно да се види во приказните, во музиката, во уметноста, па дури во начинот на сваќањето на живот.
Среќен сум затоа што ми се случуваат работи што сакам да ми се случуваат